разговараме во однос на културата со Нела Витошевиќ. Добро утро, Нела. Добро утро. Да речам драмски режисер или само режисер во најавата? Па театарски режисер може. Театарски режисер. Да. Добро утро уште еднаш. Имено во четврток независниот Wonderland театар во 20 часот ќе има својата прва онлайн театарска премиера, односно се работи за представа направена во време на корона или во време на оние ограничувања на движењето на просторот како мерка за заштита од коронавирусот. Илузии е представа која што ја работи имено Нела Витошевиќ. Може да слушнеме и подетално кој се учествува во оваа представа, каде и кога ќе може да се погледне истата. Така. Фала ви многу што ме повикавте во емисијата и што сте отворени за промоција на вакви нови, да речам, не секојдневни уметнички проекти. Ке бевте и во студиото да не беа овие мерките и да не работевме така повеќе радиски програмата со намален капацитет. Да, добро, сепак ова е некако доследно и е во духот на представата, бидејќи ние целата ја спремавме на овие онлайн платформи за комуникација, така да цело добива некаква смисла. Јас на представата гледам како на едно за мене комплетно ново доживување и искуство. Верувам дека и екипата која работеше на проектот да ја прашате би ги споделила истиве чувства. Ми се допадна тоа што кога на први пат разговарав со глумците, сите веднаш се впуштија во оваа авантура да газиме по некакво непознато тло, што мене искрено многу ме стимулираше да истражувам и изнаоѓам нов јазик и нови алатки со кои ќе презентирам оваа нова стварност. Така да ова ново нормално, така наречено ново нормално и нова состојба за мене беше голем предизвик за истражување. Самото тоа предизвика кај нас да се впуштиме во една потрага по нови форми и сметаме, зашто сметам и верувам дека треба да е единствена појдовна точка на секој уметник. Гледано хронолошки, пред месец дена од како започна карантинот, јас ја покренав оваа иницијатива и тука се собра една екипа на истомисленици со кои влеговме во една многу интересна авантура на експериментирање. Решивме да го искористиме нашето театарско знаење. Се информиравме константно околу новите филозофски струи, новите размислувања во однос на иднината на театарот, на каде оди, споделувавме најразлични информации околу тоа што би се случувало со театарот после пандемијата и решивме дека е добро да го слушаме пулсот на времето и веднаш да почнеме да делуваме проактивно. Така да, користејќи го нашето театарско искуство и користејќи се со театарски пристап, да речам, почнавме да истражуваме во виртуелниот простор и сето тоа беше неверојатно ново и возбудливо и мислам дека на крај се роди еден прилично оригинален, не секојдневен продукт кој верувам дека на публиката ќе се допадне, а кој ние го нарековме виртуелна театарска представа. Сега темиве што ги отвара представата се теми за кои ми се чини секој поединец во време на пандемија би се пронашол. Ликовите во представата се пред нивната смрт се соочени со самите себе, со своите партнери и генерално со својот живот. Сето тоа се одвива преку разговори за љубовта и неверството, кои се составен дел од меѓучовечките односи. Така да, не знам, се на се дискутиравме, разговаравме многу во однос на овој виртуелен простор, се прашувавме што ќе добиеме од ова истражување и некако газењето во таа непозната сфера и тоа да одговориме на предизвикот кој го задава ова ново време.
Рековте дека беше сте дебатирале со екипата и тие дебати некако сте ги вклопувале во представата. Како ги вметнавте личните размислувања, односно тие дебати кои што се водат по личното искуство во самото сиже на представата, односно кога ќе се погледне илузии, што би можело да се очекува? Па ајде сега вака како малку еден мал тизер, откриеме. така. Да, малку да откријам. Значи, представата има две линии. Едната линија е оваа која што сега пред малку ја спомнав, која што е фабулата на текстот Илузии, која е напишана од односно најпознатиот современ руски автор Иван Вирипаев, и во која што учествуваат тие 4 пара кои што излегуваат од улогите како наратори раскажуваат и повторно се враќаат во конкретната улога која што ја играат. И другата линија е она документаристичка линија, да ја наречам, каде што се дебатира за постпандемскиот театар, за театарот сега и театарот каде ќе оди во некоја понатамошна иднина. Сега не би сакала многу да објаснувам на кој начин е тоа направено, би сакала да остане како изненадување за публиката, меѓутоа пристапот е таков документаристички. Ако сега ја трнеме на страна представата Илузии, ако зборувам директно со театарскиот режисер Нела Витошевиќ, тогаш би сакал да го знам одговорот на следното прашање, односно размислувањето на следното прашање. А тоа е, ако вака продолжиме, ако пандемијата и да не продолжиме вака, веќе ја зема својата цена, каква ќе биде иднината на театарот? Ќе ни требали време на публиката да се навикне на оно што значеше да се биде во полна сала со луѓе и да се гледа представа. Може би таа навика на исфрлување на самиот страв да потрае малку подолго, па може би дигитализацијата ќе биде засега во наредните година-две, по некоја моја лична слободна прогноза, единствениот начин за творештво кога е во прашање театарот. Може би грешам, нафрлувам само дел од размислувањата. Да. Па вака, она што е посебно за театарот е тоа што театарот ја нуди можноста на гледачот и глумецот да имаат во живо некаква релација. И тоа е драгоцено и тоа е привилегија што ја имаме ние театарските уметници, за која што јас никако не би сакала да биде одземена. Меѓутоа, времето е тоа што е и ние не може да плачеме по некое старо време и мора да одговориме на оваа состојба која што е сега зададена. Така да, театарот, мислам, има еден познат режисер кој што е уметнички директор на најголемата куќа во Гент, и тој кажува дека е многу смешно што ние уште сме затворени во згради од 19 век или од 18 век и така натака. И дека можеби треба да погледнеме малку попрогресивно и дека не е лошо и да се обидеме нешто да направиме во виртуелниот простор или пак да излеземе надвор, да играме да играме во некои нови отворени простори, да, кои што допрва ќе ги откриваме, кои што допрва ќе им наоѓаме некакво ново значење. Што за мене многу прави смисла. Знаете, сега ако пандемијава потрае уште 1 до 2 години, ние мора да го најдеме нашето решение, па макар и во театрите се преполовила публиката, за мене и тоа е некако интересно, таа некоја нова интимност што ќе се создаде со помалку гледачи меѓу гледачите и нас театарските уметници, мислам дека е интересна и затоа на некој абсурден начин, колку и да е тешко ова време на пандемија, јас на него гледам како на предизвик кој што ја засега цела театарска заедница во глобални рамки, односно го засега целиот свет и дефинитивно историски момент и шансите кои што тој ги нуди во
смисла на тоа дека светот по прв пат го интересира идентичен проблем, мислев дека треба да се искористат и да се делува вака како што еве ние делуваме. Така. И се надевам, што за мене е огромна надеж во цело ова лудо време, е тоа дека во глобални рамки се надевам дека ќе дојде до ред дефинирање и реобмислување во сите општествени сфери, и еден бенефит што ќе го видиме во кризата е некакво градење на нови вредносни системи. Нела Витошевиќ, режисер на представата и Илузии, не заборавајте 11 јуни, четврток, во 20 часот, премиера на YouTube каналот на Wonderland театарот, на англиски Wonderland театар. Ќе остане и представата и по нејзиното прикажување на каналот, за да може да се погледне секако. Само да напоменеме уште еднаш, актери во представата играат Драгана Лошкова, Ивана Павлаковиќ, Никола Настовски, Исмет Шабановиќ, монтажата е на Васил Христов, музиката е на Огнен Анастасовски. Ти благодарам, Нела Витошевиќ, се слушаме повторно во некоја наредна прилика. Фала многу, пријатно.